Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Елена Христова, пејачка на македонската група Баклава и на турската Баба Зула. Уметница која со своето присуство ги збогати проектите како Биоскопија и Бекјард Джез Оркестар. Ако Баклава започна со идеја да слезе до изворот и оттаму да создаде своја музика, која ќе комуницира со стремежите во светот, тогаш по толку многу години, по деценија и половина, до каде стигнавте во таквата намера? Па веројатно следиме или таа нас не следи. Бидејќи никош не сме дошле во ситуација каде што ќе се прашаме, чекај, дали ово излегува од тие рамки, од тој концепт, од таа водилка која што сме си ја поставиле, туку секогаш веројатно сме се следеле себе си во се што правиме, така што едноставно не се ограничуваме пред се, значи афинитетите, љубовта и храброста да го правиме она што сме си го поставиле, биле она што не водило. Така што или ние следиме или таа нас не следи, некако во таа смисла. Барем она што знам дека во сите досегашни албуми сме го направиле токму она што сме го сакале. Сме имале и безрезервна поддршка и од нашиот издавач Белопета, кој што и многу ни значи. Тој ни е практично еден столб, го чувствуваме како дел од групата во сето ова, бидејќи сите изданија се негови и едноставно тој само потврда дека нештото што го правиме држи вода и дека така треба да продолжиме и понатака. Колку ова што го велите се коси со времето и просторот во кој живееме, со изместените вредности во него? Па да, живееме во тешки времења, каде што вредностите се поинакви од она како ние сме растеле, во каква матрица ние ги поимаме работите, ги ставаме. Што значило во некој време да се твори и како тоа се пласирало и кој квалитет излегувал и бил форсиран и како е тоа денеска. Веројатно сосема нови правила важат. Не знам ни дали воопшто важат некакви правила. Но мислам дека тотално го изгубивме мирот, дека слушаме, ама не дослушуваме. Мислиме дека знаеме се, ама некако поминуваме површно, некако немаме спокој да на нештото му навлеземе во една длабочина како што сме го правиле тоа некогаш. Можеби е лично мое видување. Од друга страна, она што се пласира и со што растат новите генерации е турбофолкот. За жал тоа е така. Не знам, или нешто слично на тоа. Кога ќе видиме дека го немаме доволниот фидбек, бидејќи немаме каде да ја пласираме музиката наша, со тоа што веќе неколку месеци не функционира македонска музика во телевизиските и радио медиуми, мислам тоа се онака контрадикторни моменти каде што ти воопшто се прашуваш на кој начин јас треба да продолжам да работам и како да действувам, се до моментот кога не си кажеш, окей, тоа е тоа. Сепак јас сум оној кој што одлучува што ќе прави со тие работи, дали ќе гледа во сите предизвици што ги има животни да опстои, да се бара себе си понатака и понатака. Така што барем сум задоволна што стојам за цел на што го имаме направено. Стоиме за цел на што го имаме направено со Баклава. За разлика од тоа, бидејќи многу и патував и имав, особено во Турција, каде што и живеам и престојувам покрај Скопје, имав моменти да видам каде што буквално ги добрим се музичарите, но ги калемат за да успеат во нешто. Значи, ти ќе правиш музика, но ќе правиш ваква и јас ќе те делкам како ти да функционираш понатаму. Ако сакаш да живееш од тоа, и така натаму, и така натаму. Така што не се убави тие моменти, онака, не се инспиративни, колку што е инспиративна можеби цела оваа ситуација во која што нема вредности или вредностите се копаат длабоко за да се дефинираат каде се и што се. Ако ваквата премисла подразбира и комуникација со светот, тогаш на што спаднавме денеска? Колку ги следиме зборовите на учителот дека светот треба да го подразбираме како поле за културен надпревар?
Хајде лично повторно ќе тргнам од себе си. Она што од почетокот на ова, не знам, веќе 2 децениска работа на оваа тематика со овој жар. Најмногу ме инспирираат веројатно оние културни разлики, колку на богатството од култури е битно и значи за мене како за мојот личен напредок. И тоа се гледа и во музиката. Значи, албумите се посветени, особено последниот е посветен на различни култури, со различни религии, со различен музички воопшто јазик испеани. Инспирирана сум од миграциите и што миграцијата значи за еден човек и во денешни услови. Значи, се уште живеам во Истанбул, каде што имам се што од култура, допир со него, не само допир, туку едноставно живот, соживот некаков, кој што страшно ме возбудува. За мене Истанбул е поради тоа најубавиот град на светот. Се до денешно време каде што работам со сириски музичари, бидејќи тоа е тие од некаков немукаат, како и многу луѓе во светот се наоѓаат тука и тие мора да продолжат да екзистираат и да создават нешто и така се запознаваат со луѓе како мене или како некој друг. Вршам и доста истражување на буквално како една културна заедница обстојува со години, со децении, со векови на едно тло од каде што е буквално како камен од корната или како некој дрвце и фрлена, не знам на колку илјадници километри на друго место, но го задржува јазикот, ја задржува културата, ги задржува обичаите и сето тоа. Така што тоа е многу инспиративно. И сега што значи тоа во денешно време на глобални вредности, веројатно онака и страф од туѓото, можеби онака. Не знам колку луѓето се храбри да се соочат со туѓото. Предпоставам дека постојат само два пристапа до нештото, до тие културни вредности. Тоа се љубов или страф. Секој си го одбира сопствениот начин како ќе комуницира. Веќе долги години сте и пејачка на Баба Зула. Неодамна групата го објави својот компилацијски албум за германската Glitter House. Но сега Баба Зула ќе мора да делува во изместени политички односи, онакви какви што се во моментот во Турција. Можете ли да повлечете една паралела помеѓу настаните таму и настаните овде и воопшто настаните во светот? Мислам дека како и досега, така и понатаму неа на одреден начин ќе тангира состојбата во Турција и во светот, но сепак таа останува бенд, група со свој уникатен, оригинален музички израз кој што малте не ги полни сите, не знам, клубови по светот, филмски фестивали, джез фестивали, World Music фестивали, што е голем успех, буквално имаат светска слава. Така што станува дури нивната кариера во Турција, можеби второстепена во сенка. Група која што не се плаши да се ги искаже своите ставови. Во принцип, луѓето кои што живеат во Турција се храбар народ, народ кој што сака да му е добро, кој што сака да опстане, кој што има потреба онака да твори и сите нивни мисли, бидејќи јас познавам луѓе од секаква сфера, особено од оние културните сфери, познавам луѓе на секаде, сум настапувала не само со Баба Зула, туку и во театри, и во некакви фестивали со други бендови, наш издавач е Калан Мюзик на албумите и со Баклава и со Биоскопија. Така што интересно е како секој си го наоѓа својот начин да го искаже својот став, своето мислење. Така што мислам дека ќе ги обстојат и овие времиња, како и минатите. Не викам дека секојаш имало предизвици. И мислам дека во принцип не сум приметила дека некоја група или некој писател или било што, или некој режисер престанал да снима филмови или престанал да пишува само заради состојбата во која што се наоѓа, него веројатно дека тоа ќе го инспирира на поинаков начин да продолжи. Или можеби не истиот, не се знае. Минатата година ја крунисавте со голем концерт во Битола и најава за 4-тиот албум. Албумот има работен наслов 4. Што ќе донесе тој? Да, е некој јубилеј за нас.
придаваме некоја голема важност некако. Ако претходните албуми се тркала по некаков природен пат, на овој му се потресуваме во смисла дека веројатно го сметаме до сега за најсериозното наше дело, каде што ќе биде тотално авторски албум. Пак ќе кажам дека е интимен, дека е еден не дел од нас, дека ние сме преточени во тој албум. Се работи за бои. Секоја песна е поврзана со одредена боја. Бојата сама по себе како емоција, како символ и сето тоа. Повторно имаме некаков цврст концепт, како и во секој албум за кој што се држиме. Во случајов е бојата. Така што сме во фаза на се уште на подготовка. Не се ограничуваме во однос на тоа да брзаме или успоруваме за некои работи. Просто работите кои што се зависат од нас се трудиме во некој баланс и оптимално да ги извршиме како што треба, а оние што не зависат од нас да имаме трпение да едноставно се случат и се истркалаат како што треба. И секако, како и секој представување на албум, се надеваме на голем концерт во наредната година. Па здравје Боже! Ви благодарам на разговорот, а вам, почитувани гледачи, на вниманието за кое не следевте. До следна прилика, до гледање.